Прашања многу, а одговори нема. Кој ли умот ни го зема клајтросол за да биди поблаго и не го слушај, тој нате е маго. Малце книга со стихотворби кизм. Гарант ќе види посоодветно овие што ги читаме по фејсбуци што ги учат децата по училиште. И тоа е едно од прашањата што ме мача. Второ е некој капетан има на бродот, некој води сметка што се дешава со ти учебници, чуда на училиште и така натам. Знам дека не е сезона, чисто така ми дојде. Кој наш алтерде, аз само да прашам. Минатата епизода отворивме некој прашања што ме мача. Денес ќе отворим уште неколку, па сега вие видете. Ако ви интересира кај ќе боцниме денес, слободно останете на нашата програма, ние се враќаме после шпицата. Одиме. Истите луѓе што се бунат за сонцето, се бунат и за дожд. Имате приметено? Истите луѓе, нешто запечи сонце. Оре, Жешко, изгоревме, не се диши, не се издржва. Не знам, значи што ќе правиме. Уствари не, чекај, вака во пунџа некако крената. Та мулади овде ме сваќаш. Крената горе со штипка, са немам штипка овде. Ти многу му жежи од косата. Значи не знам што ќе правиме вака. Страшна работа. Ко татко му на принцез Јасмин од Аладин су. И во момент кој ќе мани дожд, се цело пеколно сонце за кое се жалат овие напатени души. Море, врнење, крајо не му се наоѓа, крајо. И ова времето не е сала. За сонце грели врни, нека се договори една. Шо е ова, да не знаеш дали е лето, дали е зима, порано се знаеш. Како не се знаело порано, логички е на толкај пеколни горештини да заврни еднаш во живот. Значи испарвата водата, еднаш мора да падне. Са некош паѓа пуќе, некош помалце, тоа е господова работа, шо може да направиш тука? А зато тука имаш експерти. Одма ги ти дојди некој експерт од комшилуго ги ти речи. Абе харпо е ова, не е природно ова. Харпо ни го пуштат баб, тука ни го расипват времето, не му чиним, сакат да не скини. Кој да не скини, море, на кој не му чиним. Една педа сме овде. Абе ова е големите сили го прато. На кој море нас што му имаме грешено ние? Абе ние може не, ама ќе му греши некој од комшите и кај сувото и сурото и ние ќе го јаеме стап. Не видиш што му направи горе онам? Поплави чуда дрва да паѓат, не му направи така и на Скопје. Успа дозгоре и Скопје го зафати, се што правим? Добро бе, извини експерт. Извини, молим те така. Оти бе сме нова дереđа ако имаме толку експерти, мајката. Тоа е прашање што ме мачи. Не постои куќа кај што нема експерт во Македонија и панео работата. Чудна работа. Треба да му најме одговор на ова прашање. Или пак ќе напиши некој леле, фала Богу дожд на Facebook пример на статус. Одма истите тие. Полошо направи. Ич нека не врнеш. А се жали од Жешко до ме сваѓа. Ни дожд ни сонце му чини. И тоа е уште едно прашање што ме мачи. Оти бе се пиши на Facebook. Оти што се стигна све, што треба, што не треба, се на Facebook се пише. Там добро, се аз не викам дека јас немам пишано глупост. Особено на Facebook пред 100.000 години онам, ако се наврати вич да не се навраќа. Кој ми излези во меморис некојаш леле. Екси. Ама ај тогаш денес 21 век сме, оти се пиши на тој Facebook. Пример сега на цел пекол заврнува дожд, и отвораш Facebook 20 статуси дожд. Фала Богу дожд. Леле заврн. Шубо заврн. Боре луѓе го џаму имаме дома, така. Го гледаме дожд до сите, не мора го напишеш леле дожд. Видовме дека има дожд во рете. Или снего го ќе заврни во зима. Са ти затрупан негде наплетвар она му неој колата заглавен снего, догуша, нерви киниш тука, не знаеш кој крај да го фатиш. Отвараш телефон, сликано од џам од дома, топло господите. Првиот снег. Леле што убава снежна покрив. Снегче мило падна, многу е убаво. Ако ти е многу убаво то снегчето, земи ја лопатата и лаваму сега да откопаме колата. Многу убав бил снег, убав од дома кога ќе го гледаш, да, лепота. Кога ќе те земи некој, кога ќе те однеси на некој резорт, онаму на скијање, убав е снего. Ти не знаеш колку е убав така. Облечен, дотеран, суреде, ќе се пуштиш еднаш, два пати ќош, ќе се стоплиш, чајче, кафе, шо сака. Така е убајна, да немаш ни една грижа на свет. Ела дали е убав кога ќе треба по патишта да си секој ден, кој треба станваш да чистиш колата, да стружиш од савајле, да се ребриш по пат, треба 1 тон километри да извозиш, не знаеш дали ќе би чистено, дали ќе ти лизни негде, дали што сакаш има од опрема, то не можеш да предвидиш. Треси се ти попат што ќе биде. Ама многу е убав снег. Мореш убаво е снегчето. Ко не ти врни воврат, дури ја чистиш колата, ти изчисти то па наврни, убајна е. Воврат да ти врни. И ко сме веќе кај социјалните мрежи, ти мора на се коментар да си има веќе. Оти, значи ќе видиш нешто, ако не ти се бендисва, мани го, тргни го там. Да не го гледаш пој. Оти треба застаниш и да му пишиш. Не ми се бендисва, глуп си, ваков си, таков си. Мислам нема врска, знам дека ви е мера кај ме напишите, пишете си слободно. Немам мака јас со то слободно, пишете што сакате, нека ви олеснува душата. Ако ви прави полу да се осеќате, пишете си одоздола глуп си, грци што сакате пишете. Ама оти сегде мора да пишите. Да не клај човек нешто
да не се најди некој рандом да ни скоментира некоја глупост. Особено по тие групите за огласи за чуда или по тие женски машки групи. Абе да не се најди нешто клајно да нема 200 коментари од кој полојна врска немат со живот. И оти упорно го сме веќе кај огласите, без разлика кој кладе оглас, без разлика 10 пати цената да ја пише од озгора од оздола, дурне праша некој цена, не е жив. Оти бе луѓе. Шо ветера, шо ако е напишана цената го прашаш ти цена, друга ќе ти кажи, а е цената. Пиши му едно пораче ако ти одговара за помалце, ќе ти кажи дали му одговара или не му одговара. Битно цена ти пише. Нема брат, некој прашање едноставно тоа е. И оти на пример еве, кој имаме толку многу експерти, кој се толку сите со чукање в гради за Македонија, кој се деси некоја катастрофа не излегват да поможат да се расчисти. Не е моја работа, има служби. Епа батуле, ако е твоја држава, веројатно малце и твоја работа, така. Така кој колку може, јас не викам дека треба дош дрва да креваш таму падна. Ама пред твојата куќа да си изчисти. Ако живееш Германија, ќе си изчисти. Кој ќе падни снего, ќе ош ќе поминиш, ќе го изчистиш, оти ако не го изчистиш, ќе ти го изчистат и ќе ти дадат сметка. Сам не знам јас, нема мој ден во Германија, но стопам така ми кажуват, ме сваѓа. Знам дека вие што сте таму ќе ме поправите, не е проблем, ама во суштина, покрај системот што постои и луѓето си ја одработваат својата работа, дворот тој треба да си го изчисти. Оти ако не му е среден двор, може да јади некој казнуле, така. Оти е твој двор, твоја одговорност. Ма кај нас не, кај нас ќе се изчисти една патека колку да може да излези или колата да излези, цел снег на улица ќе фрли да огазеле коли. Тоа што колите не можат да се движат, кој те прашва бе брат, така? Ама па ти фрли го таму на улица или собери го на еден куп, ќе се топи тој до јуни, јули, она муич без гајле. Ако мојме си подсработиме сите помалце тоа што ни е наше, и ни биди на сите поуба, ма кој ме праша ми? Така, кој ме праша? Исто прашање што ме мачи долго време. Оти бе луѓето не знаат да одат поќе. Како да имат заборавено да одат луѓе. Пример, то пекол жешко надвор. Нешто не се дома, не е по тротоарот на улицата, на среде улица и се слуша дека кола има задне. Брчи, свири, ова не бре брат. Та си ој посред улица, тебе кој те праш? Па то не изине татко му го има право. И уште појако обично се повозрасни луѓе. Луѓе што треба да знаат поу. Ај да нема кај да одиш како било, ама и да нема кај да одиш кога ќе иди некој со возило. Обично сите се тргнуваме на страна, така. Не ми е само мене жешко и него внатре сигурно му е жешко, немаат сите клима на свет. Не бе брат. Кој те праш? Око не му трепну. Ке ти ој на сред улица, ќе ти маршира право. Ако ти чини арна, го некој те праш. И што ако му свирниш по кепати, тие ти се вртат тебе, ко ти да се кри, ко ти да му си нив на патоме, сваѓа. Господе. И не само на улица, и во пешачки зони не знаат додат поќе луѓе. Порано се знаеше, сите одат од десната страна. И без разлика колкава група на луѓе сте, гледате да си направите простор со другите за може да се размини. Денешно време батуле не се знај кој ади, кој пие, кој лево, кој десно, кој на средина. Ако се 10 души, не одат тројца, двајца, тројца некако измешано. Не батуле, 10 души вака едно до едно распоредени, цел широк согак да ти го фатат. Никој не се трга, пошто кој си ти да се тргнат без сваѓаш, тие се луѓе. Оти сите се понашат како само тие да постојат во светот, не ми е јасно. Ами еве сум целомагаре направен, фамилиарен човек. Ден денес ке се тргнам, пато добар ден, ке речиш ова. Основна култура е таа. Не е поентата на животот кој сум јас, никој не е поентата на животот е да си поможиме сите еден на друг. Оти ако можам да ти отстапам простор да поминиме гладко се да се заврши кој што треба да не ти отстапам. Ама не бе батека, ба дај луко е тука многу голем. Без разлика дали оди, дали вози, што било наточак ке се качи, ке ти вози на сред улица ко само тој да постои. Оти никој не зна. Има маша да ти кажам право, има прашања што ме мачат уште многу. Колку ги има. Со лопата ги рим. Арно ма го продолжиме така епизодата ќе нема краја, мора да има. За жал или за среќа. Ете и тоа е прашање што ме мачи, не знам. Мош неките да заврши, мош сакате одвај чекате да заврши епизодата, не може да знаеш. Како и да е, ние се гледаме наредната епизода. Со уште еден тон прашање што ме мача. И сад дали вас ве мачат истите прашања или не знам, ама можете да ми кажете слободно. А до следната епизода имајте убав ден, убаво расположение и не седете директ под климаоти. Опасно било и шија со фаќал многу ова време. Поздрав и убав ден.